Добар ден. Ова е 36-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот се серијал подкасти за женско предприемништво кои се дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во Тајната на успехот ви представуваме жени со успешни кариери. Ги прашуваме што е според нив успех. Дали се тоа признанијата што ги добиваат од средината, дали се тоа финансиските резултати, а дали се тоа целите кои ги оствариле, а за кои целиот живот мечтаеле. Денешната приказна ни ја донесува Јана Ацевска. Графички дизајнер сте според образованието, но вашата креативност не се задоволи со создавање вредности само во ова поле. Истражувавте понатаму и во други области. Зад вас е 3-деценијска успешна кариера. Дали дизајнерството беше првиот и единствен избор на тинејџерката Јана? Па да, уште од веројатно некоја најрана возраст имав афинитет кон креација, стално нешто сама поправав, доправав од својата гардероба. Иако прва љубов, да речеме, и идеја за дооформување на образованието после средното уметничко училиште беше костимографијата, некако само се наметна графичкиот дизајн. Отидов во Англија да студирам, не успеав да се запишам на костим таа година. Изборот беше да влезам во училиште за дизајн и така ми се трасираше патот понатаму. Повелата работите не се случуваат случајно, некогаш и судбината ги замешува прстите за една работа. Кога зборуваме за дизајнерството во областа на маркетингот, би споменале вашата соработка со реномирани светски признати маркетинг агенции. Кои се искуствата? Кариерата ја започнав во ScanPoint. Тоа беше прво приватно репро студио, каде и ги научив, да речеме, првите беше, како да кажам, првиот допир со дизајнот и со подготовката за печат. Потоа се префрлив во Saatchi & Saatchi како првата маркетинг агенција во Македонија, како дизајнер, и бев долги години во адвертајзингот. Својата кариера ја завршив како кособственик и креативен директор во Imelda Ogilvy. Бев партнер со словенечка агенција која што имаше афилијација за Ogilvy за овој регион и ги сервисиравме клиентите на таа интернационална компанија во Македонија, како DHL, Milka и така натаму. Колкав предизвик е да се работи со светски брендови? Вие сте работеле со Coca-Cola, со Toyota, со Baru и... Ајде, продолжете ни за... За среќа или несреќа, првите искуства, тоест првото работно искуство во адвертајзингот, во маркетинг агенција ми беше на Coca-Cola и се научив да работам на тие стандарди. Викам за среќа или несреќа, затоа што кога ќе работите за најголемата компанија и ќе се научите на тој стандард на работа, после тоа малку ви се поместуваат границите, но секако беше предност. Судејќи според вашата кариера, кога станува збор за дизајнерството, после изгледа како да нема граници. Вашата соработка со Завар резултираше со награда за најиновативен дизајн на радиатор на сајмот во Њујорк во 2017 година. Да, соработката со Завар дојде така како гром од ведро небо. Ја изложував една моја колекција накид на Skopje Design Week, така се запознав со Марта и по нејзин предлог направивме една соработка невообичаена, трансформиравме моја колекција накид во дизајн на радиатор, во функционално грејно тело. Излезе дека таа соработка беше доста успешна, бидејќи почна да собира награди секаде по светот. Добивме награда меѓу другите колекции, беше изложена и дроп на сајмот на Architectural Digest во Њујорк, каде Завар доби награда за најиновативен дизајн. Со колекцијата дроп освоивме награда во сегмент на продукт дизајн на месецот на дизајн во Љубљана. И 2020 година добивме
исклучително престижна награда, тоа е German Design Award, или што би рекла јас Оскар во сегментот на дизајн, токму за оваа колекција која што е дизајнирав за Завар. Споменавме накитот. Вие накитот, дизајнирањето накит го започнавте како хоби, а заврши како ваша кариера. Па искрено, дизајнирањето накит го започнав како бегство од секојдневната рутинска работа во агенција. Иако звучи многу интересно и креативно да работите како дизајнер во агенција, сепак работите за клиенти кои што имаат, да речеме, доста строги правила и прописи. Така да некако имав потреба својата креативност да ја слободно да ја насочам во некој друг медиум. Сакав да работам накит уште од многу рано детство, затоа што во моето семејство мојот прадедо беше познат кујунџија и никој од семејството го немаше наследено. И мене никаде ми тлееше позади во позадина, така да прва прилика кога успеав да заработам доволно пари за да си платам школа на едно од најпрестижните училишта во светот за современ накит, во Алкимија во Фиренца, отидов и завршив еден курс и така почна приказната со капка. Да. Верите дека вашите парчиња накит раскажуваат приказни од сегашноста, но и од минатото. Вие сакате тие приказни да им ги пренесете на вашите клиенти, во колекцијата, односно колекцијата рефлексии го правили тоа? Да, иако генерално сакам многу чисти форми, имам, не знам, некаде тлее во мене таа потреба да се навраќам наназад кон традицијата. Значи, кога ќе ги погледнете моите колекции, ќе видите и многу експериментирање со материјали и во самиот израз. Пред неколку години се инспирирав од македонските носи, кои што сметам дека се едно огромно богатство кое што го имаме. Направив некакво истражување за украсите на носиите и започнав да работам една колекција која што ја нареков рефлексии, која што е практично инспирирана од детали од македонската носија. Значи, искористив техниката на плетење и го користам истиот материјал од тие украси, но го ставив во еден сосема современ контекст. Така да материјалот е монистра и срма, користам вишти раце на жени од руралните средини кои што го ја учеле техниката на плетење од своите мајки и баби, а сепак направивме еден современ производ кој што одлично најде на пазар. Дали овој накит што сега гледаме на ваш? Ова е практично една нова приказна која што се Но сепак е спојна традиција и современост. Да, која што се надоврзува практично на таа колекција и некако во последниве години се повеќе и повеќе почна да ме интересира таа навраќање кон традицијата, затоа што, како што реков, мислам дека Македонија има многу што да покаже и понуди. И треба да се реафирмира во некоја нова форма. Да, оваа колекција е практично резултат на мојот последен и многу возбудлив проект за мене. Почнав да соработувам со девојчиња од селото Коџалија на Драдовиш, каде што живее турската заедница Јуруци, која што од првиот момент кога ја видов и кога осознав дека постојат во Македонија, беше исклучително инспиративна со своите бои и носи. Девојчињата сами ги работат своите невестински носи и од најмали нозе учат да работат со раце. И практично сакав да почнам соработка со нив, инспирирана од нивните носи и од нивната традиција, но и целата приказна со оваа платформа, како што ја нареков рефлексија,
практично социјалниот карактер, затоа што идејата ми е на сите тие жени кои имаат некакви вештини, а живеат во селата и немаат можност. Каков е одзивот, споменавте на девојките од овие јуручки села за да работат некои современи форми? Беше многу тешко, да, и се уште е, преди се затоа што прво имаме јазична бариера, значи многу малку од нив зборуваат македонски јазик. За среќа имам една соработничка жена која што е мажена за Јурук од истото село, за нивниот учител, кој уствари ми беше вратата за да влезам таму, контактот, и соработува со нас, преведува, ни помага и така натаму. Така да веројатно ве запознава и вас со нивните обичаи и начин на живот. Апсолутно. Така да, воопшто не беше лесно. Јас 10 години тлее оваа идеја. Меѓутоа, еве, дојде моментот некако се наредија коцките да можам да влезам во таа заедница, да стекнам некаква доверба. Воопшто не е лесно, затоа што се многу посебни и многу различни од тоа што сме навикнати да го гледаме во Македонија, меѓутоа за мене тоа уште поголем предизвик за да успееме да создадеме нешто. Да, и кога не е така, не оди толку лесно работа, тогаш и резултатите ќе бидат многу посладки и многу подобри. Еве да зборуваме за вашите настапи на изложби, на било какви презентации и во земјава, но и во странство. Какви се искуствата? Каде е Македонија на овој план? Еве, во делот на изработката на накид. Јас од самите почетоци, кога почнав да работам накид, сватив дека Македонија е премал пазар, поготово за нешто што, да речеме, има некој многу современ изглед, а не се користат племенити материјали во тој накид. Многу малку луѓе го разбираат, ја разбираат вредноста на тој уметнички накид, за жал кај нас. Така да уште од самите почетоци почнав да патувам и да изложувам надвор од Македонија доста. И тоа уствари ми даде голем поттик за да продолжам да работам, затоа што тоа што го работам е препознаено надвор и вреднувано. И тие искуства сигурно ги искажувате, често пати сте модератор и организатор на изложби кај нас. Па да, пробувам да ја промовирам мојата работа преку изложби и настани, за да ја допре до јавноста и за да видат што тоа јас и моите колеги работиме. Дел сте од менторската програма на Центарот за управување со промени за зајакнување на женските бизниси по COVID-19. За каква поддршка станува збор и колку е таа неопходна лично за вас, но и за другите жени предприемачки? Апсолутно добродојдена и важна, поготово после ова пандемија која што не затекна сите непланирано. Во мојот случај голем поттик да ја започнам оваа соработка практично со јуручките девојчиња беше соработката и помошта од ЦУП. Јас се вклучив во проектот прилично доцна, не бев од самиот почеток на таа нивна платформа, но интензивно работиме на нашата соработка и еве се надевам во следниот месец ќе извадиме првите прототипи од резултатот од соработката со девојчињата. Кога сме веќе кај поддршката на женското предприемништво, вие и други женски организации, би споменале Националната платформа за женско предприемништво, колку се такви платформи и организации потребни во делот на размена на искуства, добивање информации, мрежување? Па, искрено јас првпат дојдов во допир со Националната платформа сега кога ми се обративте за овој разговор, и сум пријатно изненадена дека постојат вакви иницијативи. Сметам дека се исклучителна важност за ветер во грб на нас жените. Кога е предприемач во прашање, нема многу слободно време, но како вие ги полните батериите, што е, како што велите, ветер во грб, кој ви е најголема поддршка, семејството, пријателите? Па, ги полнам батериите со
многу патување и многу планини. Тоа е мојот вентил и мојата инспирација. Значи, многу е важно, иако работам на многу проекти паралелно, многу ми е важно да излезам од време на време од градов и од државава, за да наполнам батерии, за да се инспирирам. И секако планината ми е духовната храна. Кога станува спор за жени предприемачи, пак ќе кажам, имат покрај тоа што се активни во бизнесот, активни сте и во семејството. Дали данокот што го плаќаат да успешна жена е повисок од мажите што се, да речеме, на исто ниво на работа? Па сега, за жал, се уште живееме во општество каде што се делат на работите на машки и женски. Смитам дека секоја добро организирана жена успева да се снајде на сите полиња и да ги задоволи сите потреби и во семејството и во работата. Кои се плановите за во наредниот период? Слушнавме многу успех, многу реализирани проекти, некои се во тек, но што во наредниот период? Ете сега фокусот во следните месеци е на поставување на оваа платформа, значи на финализирање на парчињата, накид, нивна промоција и паралелно работам еден нов сегмент од мојата креативна кариера. Почнав да работам како консултант и стилист во интериери. Така да тоа ми е исто голем нов предизвик, па има на повидок еден голем проект, но ќе го откријам од кога ќе биде известно дека ќе се реализира. Не сакате да оставите ни едно поле неистражено кога стана збор за дизајнот. Јана, ви благодарам за учеството во Тајната на успехот и ви посакувам реализација на сите ваши планови. Беше задоволство.